Кочани ќе го добие музеот посветен на Оризот. Иницијативата ја покрена професор доктор Добрандов, директор на Институтот за Оризот Кочани. Институтот ја определи зградата во која ќе биде сместен идниот музеј посветен на Оризот. И договоривме една зграда каде ќе биде тој сместен музеј. Значи тоа е една убава зграда, меѓутоа треба да се реновира, да се дотера, да се реконструира. Иначе тоа е зграда која е изградена од 1927 година, можеби една од најстарите згради во општина Кочани. Сега е потребно да се обезбедат средства и да се направи еден музеј за Ориз, кој мислам дека ќе биде убава работа за општината Кочани и Кочани ќе биде покрај, значи препознатлив и по тој музеј. Ние ќе имаме каде да ги одведеме и што да им покажеме, значи на туристите, на странците, на учениците, на студентите. Токму затоа во локалниот економски развој за 2015 година општина Кочани планира финансиски средства од 8 милиони и 300 илјади денари за изградба на музеот. И средновековната кула кај пазарот 30 на години е ставена во функција и ја остварува својата дејност со сместувањето на роднокрајниот оддел од Кочанската библиотека. Незаштитена се уште останува средновековната саат кула сместена кај училиштето Раде Кратовче. Со проект на општината, во рамките на локалниот економски развој, се планира нејзина реставрација и заштита. Сочувана е во целата нејзина височина, значи до кровната конструкција 18,5 метри и ги има истата функција, истата конструкција како и веќе конзервираната кула. Јас бев вклучена само во делот на историските показатели на околу подготовката за идејно решение за проектот за конзервација. Според програмата на локалниот економски развој е планирано да се обезбедат средства во висина од 5 милиони и 540 илјади денари, донација од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. Проектот е веќе во процедура и се очекува негова реализација. Со заштитата на средновековната саат кула, Кочани ќе добие уште еден значаен споменик од минатото на овие простори.